Почитувани колеги, почитувана јавност, владеачкото мнозинство или коалицијата на власт ДУИ СДСМ решила да ги направи партиски штабови и судовите, и обвинителствата, и судскиот совет, и обвинителскиот совет со последниве избори кои што ги прави. Имено во текот на вчерашниот ден ја гласа стручниот соработник во специјалното јавно обвинителство, активист голем на Социјалдемократскиот сојуз за јавен обвинител во Совет за јавни обвинители, и со денешниот предлог кој што гледам никој од колегите од владеачкото мнозинство не е пријавен за збор, значи се согласиле да ја гласаат, целосно ќе го партизираат и Советот за јавни обвинители. Почитувана јавност, денес како предлог за член на Совет за јавни обвинители ја имаме господјата Кети Петкова. Замислете, за член на Совет за јавни обвинители предлагаат човек кој што бил јавен обвинител и е разрешен од јавен обвинител заради нестручно работење. Еве ја одлуката со која што е објавена во Службен вестник на Република Македонија, во која што Службен вестник број 90 од 2009 година, кој што излегол на 20 јули 2009 година. Сега Кети Петкова, тогаш Кети Камчева, основен јавен обвинител на основното јавно обвинителство Гевгелија и престанува функцијата основен јавен обвинител поради нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител. Дали има поголема сработа, поголемо понижување и за вас да стегнете зелено копче, да ја дадете, да го отворите патот на оваа жена, за да таа стане дел од телото кое што ја разрешило и таа да се игра со судбината на останатите јавни обвинители, како во основните, така и во висшите обвинителства во Република Македонија. Кога разговаравме за претходната кандидатка, велевме нема поголем срам од тоа стручен соработник. Ама ова докаде ќе одите вие, навистина не ми е јасно. Од еден срам во друг срам не внесувате, односно државава нешто ја ставивте на зидот на срамот, туку го бришете зидот на срамот. Разрешен јавен обвинител поставувате во тело кое што го разрешило да оценува работа на јавни обвинители. А замислете, разрешена заради нестручно и несовесно работење. Истата се пријавила на оглас во Собранието на Република Македонија од 7.6.2022 година, значи ја ставате на дневен ред една година по објавување на конкурсот. Некој во штабот на СДСМ и ветил на кандидатката дека ќе биде, па повуци потегни најверојатно било, меѓутоа изгледа долгот морало да се плати, односно обврската да се заврши, и во пријавата која што кандидатката ја пуштила на огласот, ни наведува, вика, напоменувам дека со оваа пријава не ги доставувам наведените документи, бидејќи истите се наоѓаат во доставената пријава поднесена од мене по огласот 09/5/92/1 од 7.2.2022, по кој се уште Собранието нема донесена одлука, освен потврда од казнена евиденција за која веќе има поминато повеќе од 5 месеци. Сега, по кој оглас одлучувате? По овај првиот или по овај вториот? Сигурно да не ја завршите работава, па кандидаткава се пријавила на уште еден оглас. Колеги од власта, денес носите одлука, еден разрешен обвинител, ќе повторам уште еднаш, да одлучува за судбината на јавни обвинители. Потенцирам овде дека во оваа афела има луѓе кои што многу стручно, посветено
во текот на целиот свој работен век си ја извршуваат својата работа и својата функција. Меѓутоа, благодарение на ваквите потези, ваквите одлуки кои што ги правите, ги ставате сите во еден кош и благодарение на ваквите одлуки, на последната анкета која што беше направена од страна на ИР излезе минатата недела, довербата во правосудството или судството и обвинителството е само 1%. Најверојатно мерењето кое што ќе биде наредниот месец, ако има и во минус, ќе излезе во минус. Меѓутоа, не заборавајте дека како политичари од власта давате најголем придонес за да довербата или мислењето за судиите и обвинителите е такво какво што е во моментот. Бидејќи, повторно ќе речам, ги направивте, сакате да ги направите и ги правите партиски ваши штабови, заради тоа што ги полните со партиски луѓе кои што не ги исполнуваат условите, всушност не е етички да бидат членови на едно вакво тело. Предпоставувам од тоа што ниту еден од вас не се јави за збор, како за претходната кандидатка, така и за оваа, се срамите, меѓутоа безпреговорно ги слушате наредбите кои што ви ги даваат од вашата политичка партија, па не само што ја понижувате фелата јавни обвинители и судство, туку за жал си дозволувате и да се понижувате самите себе си. Зарем малку беше она што се случува во Судскиот совет на Република Македонија, кое што стана најголемиот циркус во државава, а и подалеку. Зашто обрнуваат внимание и не само ВМРО ДПМН, не само граѓаните на Република Македонија, ами и представниците на странските амбасади во државава, а сега еве ќе иде и некој тело да ги наблюдува, барем истовремено нека ги наблюдува и нека ја контролира работата и на Советот за јавни обвинители, заради тоа што уверувам и убедена сум дека ќе стане исто тело како што е и Судскиот совет во моментов, односно циркус за граѓаните во државава. Кога ќе има седница на овие тела, се забавува јавноста од мизеријата која што се случува таму. Почитувани колеги, токму заради ваквите пропусти кои што се прават кај политичарите, а за жал одговорноста на крајот е само во парламентот на Република Македонија, заради тоа што председателите на партиите кои што ви ги предлагаат, раководствата на партиите кои што ви ги предлагаат овие луѓе, кај кои што дале збор дека ќе ги наградат со некаква функција, стојат настрана, меѓутоа името на пратениците е тоа кое што ќе биде запишано дека дале доверба на еден човек кој што, повторувам по трет пат, разрешен од јавен обвинител заради нестручно и несовесно работење, да оценува стручност и работа на јавните обвинители во нашата држава. Поголемо понижување не можете да приредите на никого. Кога зборувавме дека стручните соработници кои што немале ни ден работен стаж, а ги ставате да бидат членови и во Судски совет, и во Совет за јавни обвинители, па потоа и председатели на Судски совет, сега да очекуваме следно, пошто мислам дека му завршува мандатот за неколку месеци на председателот на Совет за јавни обвинители, па може би една од овие двеве ќе бидат и председател на Совет за јавни обвинители. И кога ќе ги гледате циркузите кои што ќе се случуваат таму, како што ги гледаме секојдневно оние кои што се случуваат во Судски совет, имајте го на ум тоа дека вие сте тие кои што сте го дале главниот придонес за да државата биде надзидот на срамот во целиот свет. Благодарам.